До 13 часот денеска 257 гласачи кои се најдоа на листата спорни, односно фантомски, го искористија своето право и до Државната изборна комисија испрати апликација и со тоа повторно беа вратени во избирачкиот список. Тоа треба да го сторат уште над 39.000, а најголем дел од нив се жители на Тетово, Гостивар, Сарај, Куманово. Меѓу оние кои беа на списокот спорни има и јавни личности, кои исто како и другите изразија зачуденост за тоа како се нашла на оваа листа. Објавувањето на списокот беше и повод за партиски реакции. За владеачката ВМРО ДПМН дефинитивно опаѓаат во вода обвинувањата на СДСМ и Зоран Заев дека се работело за 330 или 500.000 спорни гласачи. Пратеничката Рангелова на пресконференција кажа дека изминатите изборни циклуси ВМРО ДПМН е победува со разлика од 150 до 200.000 гласови. Така што овие малку над 39.000 фантоми не можеле да влијат врз одлучувањето на победникот, имајќи во предвид дека и најголем дел од нив доаѓаат од албанското гласачко тело. Изминативе 10 години СДСМ 10 пати поред доби црвен картон од народот за антидржавната политика што е практикува. Разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ со години наназад се движи од 150.000 до 200.000 гласа. СДСМ со години ги лаже граѓаните, правдајќи ги поразите со измислици за непрочистен избирачки список, за на крај да признаат дека се сведува на 39.502 спорни гласачи. Од ВМРО ДПМН ги повика гласачите фантоми час поскоро да се пријават во ДИК и со тоа да можат без проблеми да го остварат своето избирачко право на наредните избори кога и да се случат. Инаку спорните гласачи имаат можност да се пријават во ДИК преку електронски пат, односно преку електронска апликација или пак во подрачните канцеларии на Државната изборна комисија.